викам, значи, таман му се доближи тя на тоа едноđбунче. Тревичка така толку, згазна, вака цапна, бам, и тука зајакот. Ко рипне едно зајаче, а би како топче тога. Пушката по него, дин, ринге. Доста бе, Милчо бе. Ама бе, шо доста Секој ден се? иста приказна. Аба не ова друго зајче. Пак та, истата, па истата. Чекај да ви кажам се. Ќе ја допиеме ова, ќе ви викнем уште поедна, изда денеска. Не, доста е. Не, има и утре ден, ај, доста е ова, еве, таман да се напиеме. Ова да мавнеме и готово. Оти ако мавнеме поиќе, таа ќе не мавне нас погла, та ни дома не ќе можеме да си отидеме. Чекайте ми. Мене сам ќе ме оставите? Не, Анджи, ево. Сам ќе сме го оставиле него. Сами ми како? Па чо, ти шо имаш дома? Те чека некој? Да немаш куќа, жена. Немаш ни куќа дома, ни жена дома, немаш ни деца, ни куќе, ни маче, ни коте, ништо немаш. Кажи ме мене. Кај си бре досега чума? Чума ми века, чума. Кај си дома да дојдеш? Имињата на децата им ги забореме. Исто како мојата да ја слушам. За жената и за децата која спомна Милчо. Добре, коле, сакам... Сакаш. Ти пак сакаш, а? Вие секој ден сакате мене да ме прашате. Зошто не сум можене, така? Тоа сакате да ме прашате? Абе вие, друг муабет немате? Абе вие, мене ме жалите што не сум моженет или ми завидувате? Не бе, коле. Шо не коле, ај слушнете се и сами што зборувате. Вие се жалите од жените, а мене ми квачите надглава, ожени се, ожени се. Оле, ожени се. Годините врват. Деца? Кога? Море ќе си одам, а вие како сакате? Бре, што му направивте на човекот, го пак го налутите. Абе, јадо и му кревата. А што мислите вие, лесно му е нему? Ракијата не го фати умот и не го одврзо јазикот, тоа е. Сакате уште по една да ви турам? Не, доста е, си одиме, ајде. Тури му, чекай. Готово. Ајде си одиме, ајде. Ајде со здраве. Да ти кажам, слушај. Милчо, ама немој само истата. Ама не бе, ова е спре пушката, кој вака. Во него, лево, десно, кога гледам таму, право како си спре, вака. Ајде. Добро вечер, Мико. Добро вечер, синко. О, се забај, седнам мејана малку. Испивме по една-две раки. Ако. И тоа треба, синко. Не може вез ден да се работи и само да се работи. Сестра ми денес не дојде, а? Гледам како што оставив, така е. Не, дојде. Направи ручек и многу брзаш. Со децата си имала работа и така утрата што да прави. Така е, синко. Кога нема женска рака во куќата, ете така е. Да сакаше да се... Ти ли тоа, мајко? Вмеа на душата ми ја изедоа со тоа. Ожени се. И ти ли тоа сега? Ај доста, како да не сакам јас да се оженам. Леле. Што не се умрам веќе, да ти се симнем од глад. Мајко, сега ова го кажа и уште еднаш да не те чујам. Тоа е Божја работа, така требало да биде и толку. Така требало да биде. А и мене? Ми се умира. Не ми се умира додека не те видам оженет со невеста во куќава. Мајко, мене ми се спие. Јас ке си легнам, а тебе ако ти треба нешто... Ќе те викнем, синко, ќе те викнем. Ајде. Ќе те викнем. О, Боже,
О, Господи, што не ме земеш еднаш? Ако ме немаше, може ке си најдеше некоја невеста. Коле денеска се забави. Забави. А ви може и се премислил? Го видов денеска, сигурно ќе дојде. Абе, јас Милчо да не се викам, ако спомнам уште еднаш пред него женачка или венчавка. Еве ја да видам. Ќе си поправиме муабет, ќе се напиеме, ќе се изпознасмееме, ќе ви кажем уште една приказна за едно еленче. Јас мислам ние да си почнеме со пењево, тоа што си пошавме, да си мезнеме, а тој кај да е, ќе дојди. Не може без нас. Што ви реков? Што е? Мислевте дека нема да дојдам денес, а? Ајде, другарче, те чека чашката. Ајде, на здравје. Ајде. На здравје, за свадби, за венчавки. Доста бе, луѓе. Абе, доста веќе со тие свадби, венчавки, женачки, бе. Доста не умревте веќе. Не зборуваме за тебе. Милчо си зборува за сестрата од жената му. За балдаската бе кажам, а ти шо? Ја, си има сега мувата на капата ја искаш. Пред тебе не сме да се спомне ни свадба, ни венчавка, ништо. Абе, види сега, Колјо, ние се жалиме од жените. Не велам не, ама кој ќе си појдеш дома, барем куќата не ти е празна. Има со кого да се скараш, со кого да се смириш. Не си сам. Тоа. Абе, вие, сакате да седам овде со вас на се или не сакате? Абе, сега, како не сме Абе, сакали? што сте заправили тога секој ден? Ожени се, па ожени се. Преку глава веќе ми дојдовте. Ама, јас ќе се оженам. Не велам не, ама кога ќе најдам таква, каква што барам. И... Ај со здравје. Ќе се видиме утре. Полека, бе. Ние ова ти окажуваме за твоја Арно. А времето си поминува да не биде доста кој ќе решиш. Преку глава ми дојдовте веќе со тој муабет, ќе си одам. Добро бе, и ние ќе си одиме. Ќе си одиме и ние. Ајде. Не бе, не. Шо? Седете. И зошто да седиме? Сакам нешто да ви кажам. Кажи да е. Ќе се женам. А? Што рече бе? Кога? Со која? Од каде? Полека де, полека. Ќе ви кажам и која е, и од каде е, и што е. Само прво сакам да ме изслушате нешто. Да ви кажам зошто досега не сум се оженил. Ќе ми слушате? Како не бе, нема. Чекам. Е вака. Вие си мислите дека јас не сакам да се оженам. Лесно ви е вам да зборувате и да ме задевате. Ова што ќе ви го кажам сега било многу пати. Јас ќе ви кажам само на 2-3 пати што се случи, а многу пати се случи и затоа кренав раце од женачката. Кренав. Се додека не најдам таква каква што барам. Првиот пат. Ја викнав таа што требаше да се женам Чекай, полека бе, Колјо. Абе, кај има таква жена која треба да биде баш таква како што треба да биде? Нема, пријателе. И да има, малку се. Абе, вие сега ќе ме слушате што ви кажувам или ако не ме слушате ќе станам и... Седи, кажува, те слушаме. Ајде, седи, полека, не се лути, ајде, кажи. Слушнете ме прво што ќе ви кажам, та сетне кажете вие право е или не. Ајде. Вака беше. Одамна сме заедно. И знаеш дека одамна те милувам. А ми се чини дека и ти мене ме милуваш. Сакаш да дојдам да те побарам? Вистина? Јас си мислев дека не ме сакаш. Знаеш дека одамна те милувам. Само има некои работи што не ги знаеш за мене.
пред да си дадеме збор. Сакам да ти кажам дека јас имам мајка. Што има тука за кажување? Нека ти е жива и здрава. Ево тоа е маката. Жива е, ама не е здрава. Со години легнала на постела и не станува. Не сме од истото село и не го знаев ова. И сега, што ќе кажеш? Па... Да набрзаме толку. Добро. Добро. Ќе почекаме колку што ти сакаш. И до тука беше работата, а? Ни веридба, ни свадба, не ти се погодила. Ама, не бери гајле, не се сите исти. Не бери гајле. И велиш, Колјо, јас нема како вземе да пропаднала? Јас нема, пријателе, јас нема. Се омаже за еден друг, Линкор. Лингур, се. Ама без мајка, со пари. Кога отидов во незиното село да ја видам, веќе ја свиреа свадбата. Па не е лесно, бога. Не е лесно да гледаш свекрва на постела. Абе, никој не сака здрава нога в трн да си става. Не велам јас, не и се лутам незе, само сакам да ви кажам дека не била за во мојата куќа. Е, тоа да. Таа, ако ме сакала, како што ја сакав јас, неа ќе се омажеше. Абе, сакам нешто да ти кажам, ама да не си налутиш. Ќе каже шо? И ти си малце кабајат. Оти кава. Оти имаш сестри, а сам си ја гледаш, мајка. Ај сега, тоа е. Не го беше сега. Сега друг пат ќе правиме муабет за тоа. Ова е, еве да ви кажам, Ајде за да се една вратиме. друга. И друга има. Тетка ќе се налути. Кога ќе ме праша кај сум била што ќе кажам, Само уште малку. Сакам нешто да ти покажам. А пред да ти покажам, сакам и нешто да те прашам. Сакаш ли да дојдам со стројници и да те побарам за невеста? вистина? Сакам. Епа... ова е тоа што сакам да ти го покажам. Ја гледаш куќава? Да. Ова е мојата куќа. Ова распаднатава. Да, таа. Внатре е и мајка ми. Легнала со години на постела и не станува. Коле? Ти сам ја чуваш мајка ти? Таква излезе работата. Имам и сестри, ама тие се омажија, си имаат своји гајлиња. Помагаат, не велам не. Ама грижата паѓа на мене. Слушај, Коле, зашто да те лажа? Зашто да ме чекаш што ќе ти кажам и да си го губиш времето? Веднаш ќе ти одговорам. Да не преќаш стројници по мене. Јас сум млада и не сакам да се заробам во ова распадната куќа и да ја бидам измеќарка на твојата мајка. Добро. Добро. Затоа и сакав да ти покажам, да знаеш. Ако кандисаш, да знаеш каде доаѓаш и со лажење да не испадне дека доаѓаш. Ајде одам. А? Да те испратам. Не. Сама ќе си одам. Го знам патот до кај тетка. Нека ти е со среќа со некое друго момче. Абе, не ги затвори устите. Нема што да кажем. Освен да бараме прошка за она што си игравме мајтап со тебе и со твојот живот. Ништо повеќе. Не те било лесно, Коле. Не. Иш не те било лесно. А ние мислевме... Прости, пријател. Прости ми. Ама не сме знаеле. Инаку голема му била маката. Многу голема. Тоа е право. Јас ви кажав само за две.
А уште колку беа, Е, на колку не стасав јас да им кажам. Разбрале од овој оној. За работава моја. Како разбрале, сами си го фатиле патот понезе и никогаш поќе не ги видов. Па не ли рече дека ќе се жениш? А? Така рече? Така реков да, така реков. И така и ќе биде. Само не сакав за тоа да ви кажам порано од страв, да не се премисли и ова. Пријатели мои, ова не се премисли. И мене среќата ме полази. Кажи како е работата сега? Од каде? Не од нашево место, од друго место, од друго село. Одамна сме веќе заедно. Твоите веќе знаат за мене. Редно е да пратам стројници да те побараат за мене невеста. Па долго време сме заедно и треба да го направиме тоа. А ти зошто чекаше да се? Имав една мака. Се плашам дека кога ќе ти кажам за оваа работа, нема да сакаш да се омажиш за мене. Па која ти е маката? Кажи ми, сакам да знам. Ова е мојата мака. Ја гледаш куќава? Да? Ова е мојата куќа и тука ќе бидеш невеста. Само се плашев дека кога ќе ти кажам за оваа работа, кога ќе ја видиш куќата, не ќе сакаш повеќе да се завртиш тука. Слушни ме, јас нема да се мажам за куќата. Јас ќе се мажам за тебе. Каде што ќе бидеш ти, таму ќе бидем и јас. Млади сме. Само да сме здрави и живи. Ќе работиме и ќе направиме поубава, ќе видиш. Чекај, не брзај. Не брзај за да не се покажеш за кажаното. Ајде да влеземе внатре во куќата. Таму е тоа што треба да го видиш. Ајде. Добар ден, мајко. Гостинка ти носам. Добар ден, тетко. Добар ден, Керко. Момичево, чие го познавам? Не ја знаеш, не од нашево место. На гости е тука. Па, седни, Керко, седни. Ајде, чидо, почести ја нешто гостинката, не стои така. Не, јас дојдов само така, требаше нешто да земам, а и таа треба бргу да се врати. Арно, како сакате? Ај сега додам да ја испратам и ќе се вратам. Арно, ајде, Арно. Ај. Па, дојди пак, Кирко. Тоа сакав да го видиш. Сега кажи, сакаш или не сакаш? Ама јас веќе ти кажав тоа што имав да ти го кажам. Твојата мака ќе биде и моја мака. А твојата среќа ќе биде и моја среќа. Вистина? Да. Нема да се премислиш? Не. Па тогаш, ајде да ти покажам уште нешто. Ја гледаш куќава што се гради? Да? Оваа куќа е моја.
тука ќе живееме. А зашто дори сега ми кажуваш за ова? Епа, Па што? Ти мислеше дека нема да се омажам за тебе затоа што живееш во онаа куќа? Хајде, оди. Оди. Спреми се и да дојдете да ме побарате за невеста. среќо моја, радост моја. Ајде да те испратам и да одам да ја израдувам мајка ми. Пријателе, значи чекавме и како што разбрав, свадба сепак на крајот ќе има. Уо си разбрал, пријателја, бе. Чекав, ама дочекав. То чека, ама знаеше зошто и што чекаш. Те слушав и не ми се верува дека ни сето ова си поминал. Ние, твојата мака, сме ја немале, затоа не знаевме што зборуваме. Ама, пријателе, многу ми е мило што си ја најде среќата. Многу. Навистина, да сте здрави, живи и вековити. Така. Ти бре, Бејаджи, што дремеш, бе? Абе, донеси вино, ајде да не здравиме, да се напиеме. Далди се во приказна, ајде, донеси вино, ракија уште, донеси јаре тоа кој е готово испечено, донеси го да личи маса, ајде, летај. Пријатели, не се рекло бадела, трпение, спасение. Море не се рекло бадијала, барај за да најдиш. Ајде на здравје.